првата посета, всушност, првото нешто беше работниот состанок со директорката на Центарот за култура Прилеп, во кој што ги видовме сите недостатоци кои што ги имаат видено инспекторите, и морам да кажам дека ова беше и логичен потек, бидејќи институциите во Прилеп и Центарот за култура и театарот во Прилеп се оставени на запад на времето, и ова е долгогодишно неодржување и долгогодишен неслух. Така да направивме една динамика. До понеделник некаде ќе ги имаме конкретните предлози и решенија. Ни доаѓа фестивалот во еден Чернодрински Прилеп. Ќе направиме конкретни решенија, имаме план како да ги отстраниме овие недостатоци и прво да го отвориме Центарот за култура, а потоа да пристапиме кон недостатоците кои што ги има и самиот театар. Да, тоа и беше целта и тоа беше и мојата намера да го посетам денес Прилеп, за да можеме многу побрзо да донесеме решенија и многу побрзо да пристапиме кон решавање на проблемот, и не се надевам, туку знам дека до почетокот на игрите во Прилеп двата објекти ќе бидат ставени во функција на фестивалот, а понатамо ќе одиме со дополнителни активности каде што со поинаква динамика ќе ги решаваме поголемите проблеми со кои што се соочуваат националните установи од културата во Прилеп. Прво морам да кажам дека оваа динамика, последната 7-годишна динамика од претходната власт, во која што популарно кажано шајка не е удрено во ниеден објект од културата, и после 7 години истите проблеми со кои што и истата динамика кои што сме им ја оставиле во 2016-17 година, воопшто ништо не е чепнато, и сега ние не само што продолжуваме да ги доработиме проектите, туку се соочуваме и со голем дел од објектите во кои што се во уназадена фаза. Некаде имате и проекти кои што се стопирани, треба одново да распишуваме јавни огласи, мораме да правиме како да кажам, нова преиспитување и на сумите и на целите објекти, и тоа не враќа години наназад. Така да некаде околу 60-70 милиони евра сме отворени во делот на капиталните инвестиции кои што треба да ги завршиме до крајот на мандатот. Затоа и во програмата ставивме дека овие проекти кои што се уште не се почнати, ги ставивме програма 24-34, проекти кои што се веќе готови, изработена проектната документација како што е Центарот за култура Прилеп и на театарот, но се додека не се завршат поголемиот дел од сегашните капитални проекти, кон нови нема да можеме да пристапиме, бидејќи и реално и тоа е буџетот со кој што располагаме.